Е училница, здраво дечиње со Е училница, по предметот математика во областа на број и решавање проблеми, ќе се запознаеме со наставната единица удвојување. Што значи зборот удвојување? Што е тоа удвојување? Удвојување значи двојно повеќе, два пати повеќе. Двојка значи не подсетува нешто на бројот 2, еден ист број сам да го собереш со себе или да го помножиш со 2. Да се навратам на зборот удвојување. Значи како подсетува малку на бројот двојка. И секогаш треба да знаеме дека некој број можеме да го помножиме со 2 за да го удвоиме. Но тоа понатаму. Сега, на пример, да спомнеме еден едноставен пример. Имаме едно јаболко и сакаме да го удвоиме. Значи да земеме две јаболки. Едно јаболче плюс уште едно јаболче стануваат две јаболчиња. Удвојување на броевите до 20. Да се подсетиме, ова го работевме уште во прво и во второ деление, но да се подсетиме како изгледаат тие броеви удвоени. Овде имаме некои загубени круши, тоа е бројот 4 круши, некој број се удвоил и станал 4. Овде имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6 јаготки, некој број се удвоил и станал бројот 6 јаготки. Еден удвоен е 2, значи едно јаболче, дошто уште едно јаболче, две јаболчиња. Бројот 2 удвоен е 4, значи крушите се однесувале на бројот 4. 3. Бројот 3 удвоен станал 6. Јаготките се однесувале на бројот 3 удвоен, па ќе стане бројот 6. Бројот 4 удвоен. 4 плюс 4 еднакво на 8. 4 лубеници плюс 4 лубеници еднакво на 8 лубеници. 5 удвоен еднакво на 10. Лимончиња 5 плюс 5 лимончиња еднакво на 10 лимончиња. И овде се броевите кои што се од 6 до 10, односно останатите броеви од првата десетка сите удвоени. 6 удвоен 12, 7 удвоен 14, 8 удвоен 16, 9 удвоен 18 и 10 удвоен 20. Бидејќи сме сега трето оделение, овие задачи веќе треба брзо и напамет да ги знаеме. Удвојување на броеви до 100. Ајде, овде имаме број 15. Имаме една стратегија како да го удвоиме бројот 15. Што да правиме? Ќе го собереме истиот број сам со себе. Да се подсетиме, кога собираме прво од местото на единиците. 5 плюс 5 еднакво на 10. 0. Од местото на единиците е 0, ја даваме на место на единиците 0. 1. Ако ќе го памтиме ова 1 или ќе го дадеме на местото на десетките. 3. Секако дека ќе го дадеме ова единиче, кој што е место на десетките, на место на десетките во бројот што го собираме. 1 плюс 7 еднакво на 2 плюс 1 3. Бројот 30. 15 собран сам со себе или зборот удвоен да го употребиме, еднакво на 30. На кој друг начин да го удвоиме 15? Да го помножиме со 2. 5 од 2 еднакво на 10, нулата повторно ја спуштаме, 1 од место на десетките, го даваме на место на десетките во бројот што го множиме и велиме 1 по 2, 2, плюс уште еден што паметиме, тоа е 30. Следна стратегија, 15 плюс 15, овде имаме разложување. Да ги видиме вредностите на цифрите во бројот. 1 има вредност 10. Значи на место на десетки е 10 плюс 10 од другиот број и 5 плюс 5, тоа се единиците. Да ги соберем. 10 плюс 10 еднакво на 20, плюс 5 плюс 5 еднакво на 10, сето тоа собрано заедно е бројот 30.
Значи имаме три различни начини како можеме еден број да удвоиме. Удвојување на поголеми броеви до 1000. Овде имаме 4 стратегии, ќе пробаме со првата. 418 плюс 418. Повторно ќе почнеме да собираме одзади од местото на единиците. 8 плюс 8 16, шестката оди на местото на единиците. Ова 1 од десетките ја даваме на место на десетките, да не ја заборавиме при собирањето. 1 плюс 1 2 плюс уште 1 еднакво на 3. Тројката се доаѓа на место на десетките. И ни останува, тука кај стотките да ги собереме, 4 плюс 4 еднакво на 8. Го добивме бројот 836, значи 418 удвоен е бројот 836. Следна стратегија, 418 плюс 418. Овде имаме разложување на стотки, десетки и единици. Сето тоа да го собереме. 400 плюс 400, тоа е 800, плюс 20, собрани десетките, плюс 16, собрани 8 плюс 8. Сето тоа собрано, заедно, го дава бројот 836. Следна стратегија, 418 по 2, да помножиме со помош на разложување, каде што стотката, 400, ќе помножиме со 2, па плюс ќе собереме 10, помножена со 2, па плюс ќе собереме единицата 8 по 2. Исто, како и во погорниот пример, се продолжува 400 по 2 е 800, плюс 10 по 2 20, плюс 8 по 2 16. Да ги собереме, сето тоа го добива бројот 836. И последната стратегија, 418 по 2. 2 по 8. Мораме да одиме од местото на единиците. Тоа е 16. Шестката ја ставаме долу, единицата ја даваме на место на десетките, 1 по 2 2, плюс уште едно што паметиме 3, и 2 по 4 е еднакво на 8. И тука го добивме бројот 836. Ако сакаме бројот 418 да го удвоиме, или ќе го собереме сам со себе, или ќе го разложиме со помош на собирање, или ќе го разложиме со помош на множење, или на оваа четврта постапка, на овој четврти начин стратегија, ќе можеме да дојдеме до резултатот и да го удвоиме бројот. Ајде да се обидеме заедно преку неколку задачи. Да се обидеме. За да се направи еден колач со кајси, потребно е да се помешаат 4 јајца, 5 лажици шеќер, 1 кг брашно, 100 мл млеко, 250 грама кајси и 5 лажици какао. Колку намирници се потребни за да направите 2 такви колачи? Јајца, да се повикуваме на задачата, можете да го сопрете видеото и да се обидете самостојно да ја решите задачата. Значи, 4 плюс 4 еднакво на 8. Јајцата се удвоени. Шекер. Имавме 5. Сега имаме 5 плюс 5. Значи, мораме 10 лажици шекер. Килограм брашно. Овде имавме 1. Сега мораме 1 плюс 1. Еднакво на 2 килограми брашно. Какао. Имавме 5. Сега са 5 плюс 5. 10 лажици мораме да имаме какао. Млеко. Имавме 100 мл. Сега мораме да имаме 100 плюс 100, односно еднакво на 200 мл млеко. И кајсиите удвоени 500 грама кајси. Одговор. За да се направат 2 колачи, потребни ни се 8 јајца, 10 лажици шекер, 2 кг брашно, 10 лажици какао, 200 мл млеко и 500 грама кајси. Да се обидеме со следна задача. Да ја прочитаме заедно, а потоа вие обидете се самостојно да ја решите. Сопрете го малку напред по видеото и откако ќе ја решите, продолжете за да проверите дали ви е точна задача. Во едно второ оделение има 35 момчиња и 46 девојчиња. Во трето оделение се двојно повеќе. Овде имаме збор двојно повеќе.
го нема зборот удвојување, но на претходниот слайд кажавме дека кога имаме удвојување, исто така можеме да ги сретнеме зборовите двојно повеќе. Момчиња и двојно повеќе девојчиња. Колку момчиња и колку девојчиња има во трето оделение? Ајде. Прво да се потсетиме, момчиња во второ оделение ни се 35 во задачата, девојчиња во второ оделение ни се 46 во задачата. За двојно повеќе, овде во оваа задача можеме да ги собереме. 35 плюс 35 70 момчиња и девојчиња, 46 плюс 46, тоа се 92 девојчиња. Одговор. Во трето оделение има 70 момчиња и 92 девојчиња. Да се обидеме со следна задача. На првата нива дедо Симе засадил 237 лалиња и 124 рози. Тој сака да ги удвои на својата втора нива. Колку лалиња и колку рози треба да засади дедо Симе на својата втора нива? На првата нива. Запишете си колку има на првата нива. Лалиња 237. Рози 124. Сега, со помош на која стратегија вие ќе решите оваа задача? Како ќе ги удвоите? Бројот 237, кој се однесува на лалињата, и бројот 124, кој се однесува на розите. Еве како е овде решено. Значи, лалињата 237 плюс 237 со помош на раздолжување на стотки, десетки, единици. Сето тоа заедно собрано го изнесува бројот 474 лалиња. И розите се на истиот начин решени. 124 плюс 124 разложени на стотки, десетки, единици. Сето тоа собрано заедно изнесува 248 рози. Одговор. Дедо Симе на својата втора нива треба да засади 474 лалиња и 248 рози. Удвои ги следните броеви по примерот од првиот ред. Ова е пример веќе решен, да ги разгледаме примерите. Значи, 5 удвоен и оваа сина стрелка на десно не носи дека удвоен е 10. А зошто 5 удвоен е 10? Затоа што 5 собран сам со себе 5 плюс 5 еднакво на 10. Имаме следна задача. 26 удвоен е 52. Зошто? Затоа што 26 по 2, внимавајте, овде имаме стратегија со множење и разложување со множење. 2 по 20 плюс 2 по 6. Значи, двојката од место на десетките изнесува вредност 20. Ке го помножиме тоа со 2. И шестката од место на единици ќе го помножиме повторно со 2. 2 по 2 е еднакво на 40, плюс 2 по 6 12 е еднакво на 52. И ова е трицифрен број, вели 129, удвоен е 258. Зошто? Затоа што 129 плюс 129 е разложен на стотки, десетки, единици, сето тоа пресметано заедно го дава бројот 258. Ајде сега заедно да ги представиме броевите. 7, 13, 165, 8, 35, 283, 9, 44 и бројот 378. Започнете го видеото и обидете се со помош на стратегиите кои што ги гледате во примерот во погорниот ред да ги решите самостојно. А потоа повторно пуштете го видеото да видите дали ви се точни и можеби сте одбрале некоја од претходните стратегии што ги спомнав во претходните слайдови. Еве како јас тоа го направив. 7 удвоен еднакво на 14, затоа што 7 плюс 7 е 14. Еве, 13.
го помножив со 2, 2 по 10 плюс 2 по 3, сето тоа изнесува 26. Значи 13 удвоено е еднакво на 26. 165 удвоен го собрав 165 до 165, а разложен на стотки, десетки единици. Сето тоа собрано заедно го изнесува бројот 330. Бројот 8 собран сам со себе е 16. Бројот 35 удвоен 70. Бројот 283 удвоен 566. Бројот 9 удвоен бројот 18. Бројот 44 удвоен е 88 и бројот 378 удвоен е 756. Се надевам дека ви беше лесно, интересно и со помош на овие стратегии, со овие задачи, стана појасно за тоа како се удвојуваат броевите. Значи, удвојувањето е нешто кога сакаме повеќе, сакаме да споиме иста количина заедно, сакаме нешто големо. Удвој зголеми два пати. Удвој собери број сам со себе. Поздрав до следното видео.